Добро вечер и добре дојдовте во 484-тото издание на филмскиот магазин на ТВ Телма Филмополис, вечерва комплетно посветен на новото издание на Скопскиот филмски фестивал, 17-ти поред, кој започна минатата, а ќе финишира следнава среда. Домашната публика од 23 до 30 април стандардно има можност да види прекрасни остварувања од познати и помалку познати филмаџии низ еден ревијален фестивалски дел кој паралелно се одвива во кината Милениум и Фросина, како и во кинотеката на Македонија. За разлика од лани, кога фестивалот беше отворен со филмот Кругови на српскиот режисер Срдан Голубовиќ, кој беше гостин на фестивалот и со кој направивме одлично интервју, годинава честа да го отвори Скопскиот филмски фестивал му припадна на рускиот спектакл Сталинград на режисерот Федор Бондарчук. Добре дојдовте во Филмополис 484. Откако ги доживеа своите звездени моменти во минатото со гостувањето на еден Питер Гринавеј, да речеме, Скопскиот филмски фестивал ја живее својата втора деценија, во која низ ревијален преглед се обидува и во многу нешта и успева во тоа да ни ги представи најдобрите остварувања од големите светски фестивали, но и од оние помалите и независните, со што домашните филмофили имаат можност онаму каде и треба тоа да се случи на големото платно, да ги видат новите тенденции и изненадувања во светската кинематографија. Ким Ки-дук, Лукас Мудисон, Амат Ескаланте, Улрих Зајдл се дел од големите имиња, во чии филмови од 23 до 30 април македонската публика има можност да ужива, но и во новите остварувања на помалку познатите филмаџии, чии филмови представуваат вистинско освежување и секако поттикнуваат на размислување и на ангажирана акција. Годинашното издание на Скопскиот филмски фестивал беше отворено со рускиот спектакл на Федор Бондарчук Сталинград, историски воен спектакл снимен во најновата 3D IMAX технологија. Филмот на Бондарчук е авторска екранизација на една од најкрвавите битки во историјата, во која загинаа 2 милиони луѓе и која беше една од пресудните за исходот на Втората светска војна. Филмот е раскажан од две страни, од страна на руските војници кои бранат една стратешки важна зграда и со тоа го спречуваат излезот на нацистите на реката Волга, и од агол на германски офицер кој раководи со нападот врз таа зграда. Со Сталинград, младиот режисер Бондарчук докажува дека русите можат да снимат историски спектакли далеку подобри од лимонадите на Холивуд, во кои крвта е крв, а платното илузија која некогаш е многу блиска, речиси иста со реалниот живот. Го видовме филмот кој го отвори 17-тото издание на Скопскиот филмски фестивал минатата среда, а сега следи блок од 3 филма кои во изминатите денови имавме можност да ги видиме во главната фестивалска селекција. Сликата што недостасува е годинашен кандидат за Оскар од неанглиско говорно подрачје, филм кој зборува за злосторствата на црвените кмери, филм кој ниту во Скопје никого не остави рамнодушен. Часот на рисот пак потврдува дека данците се гениалци кога станува збор за мрачните психолошки филмови. За Лукас Мудисон веројатно и не треба да се кажува нешто особено, бидејќи и со новиот филм Ние сме најдобри докажува дека е еден од најдобрите европски автори. Il y a tant d'images dans le monde qu'on croit avoir tout vu, tout pensé. Depuis des années, je cherche une image qui manque.
Главен наслов во главната програма на актуелниот Скопски филмски фестивал беше камбоџанскиот документарен филм номиниран за Оскар "Сликата што недостасува", кој имавме можност да го гледаме во петокот. Го барам моето минато како изгубена слика, вели на почетокот на овој уникатен есеистички филм режисерот Рити Пан. Филмот од Камбоџа е мрачен и стилски изграден мемуар за детството на режисерот во периодот кога неговата земја е владеена од црвените кмери. Голем дел од неговото семејство умира во работничките кампови кои се создадени со цел да го превоспитаат населението и да ги прочистат во пламенот на револуционерниот социјализам. Всушност, тие се инструмент за масовна тортура, масовни убиства, масовна психоза и бесконечно бојно поле на суровост и страв. Е раскажува неговата приказна употребувајќи неверојатно оригинална техника преку комбинација од пропагандни журнали на црвените кмери и мали фигури од глина. Ова е можеби единствениот начин на кој можел да ги прикаже уништувачките сеќавања од минатото. Mais l'image d'une quête, celle que permet le cinéma. Så er jeg så kommet i berøring med en ung mand, der her for et par dage siden forsøgte at tage sit eget liv. Men det er vel mere et psykiatrisk problem, end det er et kirkeligt. Er det ikke det? Han siger noget med, at det er Guds plan, at Gud taler til ham. Og jeg håber, at du måske kan trænge ind til ham. Северноевропејците од секогаш знаеле да направат одлична психолошка студија на човековиот ум. Тоа во филмот "Часот на рисот" фантастично го доловува режисерот Сорен Крек Јакобсен, кој на програмата беше на вториот фестивалски ден. Филмот е раскажува приказната за еден млад човек кој по извршеното двојно убиство е испратен во строго обезбедуван одел на психијатриска болница. Откако ќе се обиде да изврши самоубиство, измачуван од религиозни визии, неговиот психијатар ја повикува Лизбет, жена свештеник, да поразговара со него. "Часот на рисот" е возбудлив филм кој ги обработува точките кои ги спојуваат и точките кои ги разделуваат, религијата и науката. На крајот религијата е представена како херој, прикажана како многу посоодветен и поавтентичен пат при истражувањето на личното страдање и немирот, отколку психологијата која е представена како студена, емпириска и премногу рационална. Stor indflydelse på mit liv. Og så sagde jeg, nu tør jeg godt. Så forstod jeg sgu det hele. Som i Lossens team. Hvad er det? Giv mig en chance for at forstå det. Du kan ikke op så let, hva'? I er nødt til at tro på muligheden for udvikling. Det kan godt være, at I er skide ligeglade med det her, men det er jeg ikke. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Det er Lossens team. Den sidste time. Det er der, alt kan ske. Fy fan vad dåligt! Min dotter har klippt sig själv håret! Passar i det? Du passar så bra i den frisyren. И на крајот од овој блок филмови во главната програма на Скопскиот филмски фестивал го издвојуваме можеби и најзабавниот меѓу нив, насловен "Ние сме најдобри" на култниот шведски режисер Лукас Мудисон. Во него досадата и спортот се најголеми непријатели во животот на три тинејџерки од урбана средна класа во Шведска во 1982 година. Тоа им дава доволна причина да формираат панк бенд, иако тие ниту знаат да пеат, ниту да свират на некој инструмент. Нивната неуморна решителност и дух наидува на подсмев и стар, добар сексизам од страна на околината. Ние сме најдобри е ексцентрично, автентично и извонредно восхитувачко евоцирање на спомени од периодот на стокхолмската панк сцена во 80-тите, која очигледно била составена од само 3 ентузијасти, не музикалните 13-годишни девојчиња кои се прекрасно симпатични на големото платно. Ni är inte alls bäst, ni är sämst.
Скопскиот филмски фестивал од секогаш знаел да прикаже добри ретроспективи на значајни филмаџии. Иако минатата година, поради недостаток од финансиски средства, планираната ретроспектива на големиот Акира Куросава беше откажана, годинава вистинско колаче за љубителите на независниот филм. Ретроспектива на филмовите на култниот њујоршки режисер Џим Џармуш во кинотеката на Македонија, која се уште трае и во рамките на која во следните 2 дена ќе може да се видат Ноќ на земјата и Мртов човек. Џим Џармуш не само на шпицата на Филмополис, туку и на големото платно во кинотека. Where have you been? I haven't seen you since Thursday. Walking. Just walking around. I can't seem to sleep at night. Not in this city. Веројатно свесни дека новите генерации филмофили можеби малку знаат за еден од најдобрите независни филмски автори во изминатите декади, организаторите на Скопскиот филмски фестивал годинава решија да му направат фина ретроспектива на култниот њујоршки филмаџија Џим Џармуш, со прикажување на неговите филмови од 80-тите и почетокот на 90-тите години на минатиот век, каде неговиот авторски печат представува одлична лектира за сите оние кои сакаат да се занимаваат со филмската уметност, не правејќи никакви додатни компромиси. И додека гледаме сцена од првото дело на Џармуш, постојан одмор од 1980 година, кој by the way го снимил благодарение на остатокот од филмската лента која му ја дал Вим Вендерс по завршувањето на еден негов филм каде Џармуш асистирал. Да споменеме дека деновиве во кинотеката на Македонија домашната публика имаше можност да ги види и Почудно од рајот, Надвор од законот, Мистериозниот воз, Ноќ на земјата и Мртов човек. Џармушовиот нежен накривен поглед на човештвото од позиција на постојан патник ја прави оваа ретроспектива можеби една од најдобрите во рамките на Скопскиот филмски фестивал, во која публиката вистински може да ужива.
Скопскиот филмски фестивал од секогаш знаел да ни подари по некој изненадување. За годинава тоа го препознаваме во програмата Ion Films, автентична светска филмска мрежа на професионалци, која се фокусира врз селекција и дистрибуција на дебитантските филмски дела по светските фестивали. Преку овој нов модел на презентација на филмовите, поддржан од програмата Media Mundis, домашната публика има можност да види неколку зрели и необични филмски остварувања, од кои во следниот блок ви представуваме 3. Eye on Films. Mesdames et messieurs, chers enfants, bonsoir! Bonsoir, bienvenue au Cirque Zanos. Ce soir, pour vous, un grand spectacle vous attend. De la magie! Според многумина највпечатлив филм кој истовремено предизвика и најголем интерес во рамките на програмата Ion Film беше Утринска звезда на режисерката Софи Блонди. Таа направила умен потек поканувајќи го маестралниот Иги Поп да одигра една од улогите во филмот, со што автоматски си гарантира одредена популарност на сопственото дело. Краткиот синопсис за филмот вели вака: Мал циркус и неговата екипа се сместени на брегот на Северното море. Танчерката Ангел живее со Елиот, кловнот кој е прогонуван од неговата совест, улога на Иги Поп. Херој, собственикот на циркусот, пак е сурова и шизофренична личност, но тој не е имун на шармот на танчерката. Циркусот е омилена позадина за филмови кои се се друго, само не весели. Во вториот филм на Софи Блонди таа представува разновиден микс на ликови, поврзани меѓу себе на мрачен начин. T'inquiète pas, on devra payer autrement. Senki földjéről jöttünk. Innen csak délre vezet az út. Itt mindenki mindenkit ismer. Nincsenek idegenek. Isti! Друг интересен филм во рамките на програмата Ion Film беше холандскиот Тивките на режисерот Рики Рајнек. Тој зборува за девојка која се буди по сообраќајна незгода во која незиниот помлад брат исчезнал. Како што му ветлува, таа се качува на брод во потрага по нов живот. Но тогаш мрачниот Габори се испречува на патот и комплетно ја презема контролата врз незиниот живот. Силата на филмот лежи во употребата на тишината што се однесува на говорењето. Иако има многу малку диалози, актерите успеваат да пренесат голем број на емоции преку нивните изрази на лицето и преку нивниот изглед. Ка? Csend. A leghosszabb az életemben. Síri csend volt. Így kezdődött az életem. A második életem.
un journaliste politique comme une forme de résistance. Pour pas laisser dire et faire n'importe quoi. Pour que les gens puissent se fier à des relais sincères et honnêtes. Parce que tu trouves honnête et sincère de parler politique avec un point de vue aussi clairement situé que le tien. Croyez-vous qu'on peut vivre pendant 10 ans auprès de quelqu'un et ne pas le connaître? Quand tu me regardes, tu trouves pas que je ressemble à un canton suisse? Два пара се среќаваат на вечера на 9 јули 2006-та, ноќта на финалето на светското првенство во фудбал помеѓу Франција и Италија. Нивниот разговор талка од споделување на интимни работи до влијателни политички коментари на интригантен начин, така што нивните приватни животи и нивната перцепција на идеолошката битка, битката за водството на француската левица, се повеќе и повеќе стануваат тешки за да се разликуваат. За време од 6 години нивните политички ставови еволуираат со промена на сликата за себе и меѓу себе. Апартмани, кафулиња, гардероба во театар и ординација на психоаналитичар се дел од местата кои им служат на нивното пријателство, нивните врски, нивните ставови за мажите и жените и секако нивната верба во левото крило. Тоа накратко е содржината на филмот Интимна политика на Јамини Лила Кумар, во кој ќе уживаме за 2 дена в среда на завршниот дел од фестивалот. C'est bien qu'il ait pu raconter sa vérité à Claire Chazal. La vérité, c'est qu'il a failli planter toute la gauche. Le libertin assumé reconnaît la faute morale et les bras m'en tombent. Tu sais, j'ai du mal à me faire à son arrogance, sa froideur, sa morgue. Chris, ton plus vieux pote, je te rate un épisode. Ségolène, Martine, Dominique, Laurent, Arnaud, François. Tu crois que ça fait un paysage mental, toi? Peut-être pas, mais détends-toi, lâche ta fixette. Il y a une vie en dehors de la gauche. Des gens qui partent tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commence chez moi. Тука некаде сме пред крајот на Филмополис 484, кој ќе го заокружиме со неколку филмови кои можевме или ќе можеме да ги гледаме во рамките на програмата на авторски филм, како главно обележи на Скопскиот филмски фестивал во 17 години наназад, кога на големото платно во скопските кина се изнагледавме еден куп поинакви остварувања, кои можеби и навлекоа одредени момци и девојки својата креативност да ја побараат и реализираат токму во седмата уметност. Сосема на крајот од последниот блок вечерва ќе го видиме и филмот кој в среда ќе го затвори фестивалот, Невидливата жена на заводникот Ралф Фајнс. Секако останете на фреквенцијата на ТВ Телма и во 22:30 проследете филмската класика, уште еден филм на легендарниот Ингмар Бергман. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин. Maman? Maman? Oui, quoi? Tu sais quoi, j'ai retrouvé mon premier amour de quand j'étais petite, tu te souviens, Anna? Ah tiens, comment va-t-il? Va bien, je crois. J'ai vu ton livret, tu es nul en sport. T'aimes pas la pêche, t'as peur des chevaux et t'as le mal de mer. Ton père n'y est pour rien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire comme sport? De l'athlétisme, de la boxe, du judo? Du piano. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne veut pas que je sois une fille. Tu vas pas en Picardie ce week-end parce que je dois t'emmener dans ta nouvelle pension. Dans ma nouvelle pension? Cette pension était merveilleuse. Et puis, c'est là que j'ai rencontré Jeremy. En fait, maman, voilà. J'aime Jérémy, mais Jérémy m'aime pas. Изненадувачкиот хит на публиката на овогодишниот Кански фестивал на наградениот актер, сценарист и режисер Гилиам Галиен. Филмот е мудра адаптација на неговото сценско шоу, составено од еден човек во еден екстравагантен, исповеден и смешен филм со наслов Јас, лично јас и мајка ми. Филмот е уникатен во истражувањето на сексуалноста и родовите на начин кој е забавен исто толку колку што и трогателен. Филмот предизвика силен аплауз на својата премиера во Кан, а во рамките на Скопскиот филмски фестивал беше прикажан синоќа и засега еден од најкоментираните. Vous devez relax l'anus. Ah bon? Yeah. T'as pas l'air habitué? Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, tu vas nous sucer, ensuite on t'encule. Ouais, non. Excusez-moi, mais en fait, je suis hyper mal garé.
J'ai eu tellement peur que tout d'un coup, j'ai une petite voix dans la tête. C'était ma mère qui me disait, bah évidemment. T'as toujours eu peur des chevaux, alors forcément, ça peut pas marcher. Je me rends compte que j'ai toujours tout fait par peur. Surtout par peur de décevoir ma mère, d'ailleurs. J'ai envie de lui dire que je l'ai toujours trouvée tellement belle et tellement intelligente. Et j'ai envie de lui dire qu'en plus, c'est grâce à elle si j'aime autant les femmes. Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes. Avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime sans le dire, on vous... Maman, qu'est-ce qu'ils ont dit, les psychiatres? Ils ont dit que tu t'écoutais beaucoup trop et que tu faisais trop de cinéma. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Un niño es el elegido. Tatiana, chaval, ¿tú estás loco? Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria, de los jueces y de la bruja de su madre. ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! Алекс Дела Иглесија експериментираше со различни жанрови низ годините, но безсрамната црна комедија Вештирките на Зугаррамурди е враќање кон она што го прави најдобро, а тоа е хаос и безредие. Сите негови обележја се повторно овде, енергична, несуптилна и невкусна комична сатира и можноста да ги представи дивите стриповски метафори на неговата имагинација на платното, но сега вооружен со артилерија на новата технологија. Филмот е бушна приказна за група на малерозни кратци кои бегаат од градот откако грабежот на банка кој го извршуваат не оди според планот. Завршуваат во еден морничав град, еден вид на шпански Салем, каде треба да се справат со 13 вештерки предводени од легендарната Грацијана, улога на легендарната Кармен Маура. Филмот е добитник на 8 Гоја награди во 2014 за неговиот инвентивен визуелен дизајн и смелите технички ефекти. A impedir que tu madre destruya la civilización occidental. ¿Te parece bien? ¡Y hará justicia! ¡Justicia! ¿Pero qué dices? ¡Tú eres idiota! ¿Que me dejo llevar? A mí las brujas no me dan miedo. How do we identify something as a tree? You plant a tree, it grows. You cut a branch off it, and you put that branch in the ground. Suppose it grows and becomes exactly identical to the original tree. Is that new one the same willow tree? Why not? It's not so simple. As you can see, I felt a bit stupid here. За оние кои се уште не го почувствувале вкусот на гледање на добар филм на големото платно во рамките на Скопскиот филмски фестивал, со задоволство ја препорачуваме анимираната комбинација Майкл Гондри – Ноам Чомски, во која првиот го интервјуира вториот на актуелни светски политички теми. Сето тоа утре вечер во киното Милениум од 22 часот. Visual experience is just stimulation to the retina, but we impose an extremely rich interpretation of it. We see the world in terms of trees and dogs and rivers and so on. But then the question is, well, what are those concepts? People are just not satisfied to think, I go from dust to dust and there's no meaning to my life. What makes you happy? I don't really think about it much. Ham watched the sea, standing alone, until there was a great retiring wave. He seemed to leap up into it with a mighty bound, and the ship was gone. И сосема на крајот од вечерашниот Филмополис, посветен на се уште актуелниот Скопски филмски фестивал, простор за филмот на затворење в среда од 20 часот, Невидливата жена на актерот и режисер Ралф Фајнс, сторија за писателот Чарлс Дикенс, која и не е толку многу позната, неговата тајна врска со Елен Тернан или Нели, како што подоцна ќе биде представена пред јавноста. Фајнс го игра Дикенс, кој на врвот на својата слава има брачни проблеми со својата сопруга Кетрин. Во тој период писателот се запознава со 18-годишната актерка Нели, која станува негова љубовница и муза. Нивната врска продолжува и покрај стравот од соочувањето со јавноста, врска чија разрешница ќе остави Нели емоционално и социјално нестабилна. Невидливата жена е снимен според истоимениот роман на Клер Томалин, додека адаптацијата ја потпиша Ејби Морган.
Со овој филм ќе се заокружи и 17-тото издание на Скопскиот филмски фестивал в среда. Do you love him? He's married. That has not stopped him falling in love with you. More gossip in the London Diary? You must deny it. You cannot keep her a secret. Yes, I can. He cannot marry me. No, he cannot. There is an insanity to his behavior. You have been in every line I have ever read. You are part of my existence. To the last hour of my life, you remain part of my character. Everyone has their secret, and this is ours.